ни го испрати Светиот Дух, кој што е нашиот екстравагантен пријател довека. Фала ти, Тато мој небесен, што Твојот Свет Дух ги открива и ги знае сите Твои тајни во срцето и ни ги открива нам. И фала ти, Свети Душе, што од сите места на универзумот, каде што можеше да престојуваш, ти одлучи да престојуваш во нас. За секогаш. Фала ти, фала ти, фала ти, Господа. Фала ти во името на Исус. Амен. Јас некако во овој период од две недели некако сум цело време под импресии на Божјата слава. И лично мене срцето ми копне да ја видам Божјата слава објавена помеѓу нас во Македонија и во светот. Искрено, срцето ми копне да јас почнам да слушам од сите страни нешто што е скроз различно од ова што нас ни се сервира. И си размислувам баш околу таа, затоа што нели, те славиме Исусе, прослави се ти Господе во нас и помеѓу нас. И размислував што значи всушност тоа. И слушајќи го Кристијан Калинов минатата недела додека ни проповедаше во поема, нели зборуваше за молитвата и каже на многу убава интересна работа како ја објасни нели Оче наш. И јас останав цела недела под импресија од тоа што го сподели со нас. Токму за тој пасус. И си размислував онака и почнав и да ги проучувам, нели, Матеј 6 глава и Лука 11, каде што е вметнат тој пасус, каде што е регистрирана таа молитва. И нели, во сите Библии е напишано дека е Господовата молитва, меѓутоа не е тоа Господова молитва. Тоа е молитва за учениците на Христос. Меѓутоа, ние така по некој дефолт сме навикнати да си го прифаќаме тоа што некој го кажал, дали во недоволно разбирање или нецелосно, меѓутоа тоа не е молитва на Христос, тоа е за нас. И ги размислував тие делови бидејќи јас сум, за тие што ме знаат, барем малце, во ова 21 година, што сум со Господ, јас едно нешто сум научила и сум одлучила така да живеам кога го проучувам Божјиот збор. А тоа е никогаш да не го гледам само дадениот пасус. Туку секогаш читам неколку стихови, ако не и цел параграф горе, пред тој пасус кој што мене ме интересира, и неколку стихови или цел параграф долу, за да го добијам контекстот. Во двата наврати кои што е регистрирана и запишана молитвата што ја кажува Исус како урнек, Исус кажува други работи. Предходно, например, молитвата што е запишана во Евангелието по Матеј 6 глава. Ако некого го запрошам тука или нели било некој да не запроша и да ни каже која е проповедта, најпознатата проповед на гората, ние ќе му ги цитираме блаженствата. Нели, Христос што ги кажа благословени се овие, благословени се оние, миротворците, жедните за праведност, чистите по срце и се поред. Меѓутоа, тоа не е само тој дел. Таа проповед на гората ги содржи не само благословите или блаженствата, туку содржи Исус кој што објаснува за постот, за молитвата. Сето тоа е цела една проповед на Христос на гората. Меѓутоа, ние нели, која е проповедта на гората? Благословите, блаженствата. Не. Читате и после блаженствата. И за солта, и за ова, и за она, и цак Исус доаѓа за молитвата. И претходно вели, не бидете како другите народи, кои што употребуваат помпезни зборови, мислејќи дека така Господ ќе ги слушне или нивната молитва ќе изгледа многу фенси.
И па Господ ќе каже да не пукнавте, ме кандисавте, ајде. Се потрудивте многу во избора да ми кажете, ајде. Не, туку Исус им вели, туку вашиот татко веќе знае што ви е вас потребно. Туку, кога се молите, молете се вака. Значи Исус вели, слушај, татичко твој небесен знае се за тебе. Дури и влакната на главата ти се избројани. Замислете, на Исус не му е предизвик за мојата глава и за главата на Ивана. Колку коса имаме? Порано ви плюс повеќе. И сега кога читаш, вели, Исус вели, значи Виолета и ја до точка, до танчина све знам за влакната на твојата глава. И што не се секираш? А те кафро? Луѓето. Истото важи и за нас, за нив. И сега Исус вели, таткото ваш небесен знае се што вам ви е потребно. Туку кога се молите, молете се вака. Со други зборови, Исус вели, слушај, кога се молиш, не се моли од позиција на подреденост дека ти си подредениот, кој што мене треба да ме премислиш. Туку кога се молиш, знај во чие присуство седиш, знај на кого му припаѓаш, не го фокусирај го, неговото име, не го издигни го. И кога почнав, си реков, ајде да испратам стихови кои што се поврзани нели со проповедта, и нели знаете, во теков на изминатава недела, токму го испратив тој стих. И кога отидов на интернет да го проучам, нели, бидејќи Завиот Завет напишам на грчки, и кога видов што значат зборовите, се запрепастив. И затоа стихот вас ми дојде многу поинако, што вие го знаете. Нели, напишам, Господи, нашите животи ние одлучуваме да се вртат и да ротираат околу на кој си ти. Малце необичен превод, нели? Од оно што сте навикнати да го читате. Меѓутоа, тоа е суштината. Значи, Исус им вели, кога се молиш, кога ти разговараш со мене, не размислувај од подредена ситуација, дека ти сега мене треба да ме премолиш. Него, размислувај кому му припаѓаш и каков е тој по природа кому му припаѓаш. На Христос не му е потребно нашето славење. Христос не пати од комплекс на ниска вредност и од ниска самодоверба. Та сега нашето славење ќе му годи на неговиот карактер и Исус ќе биде охрабрен и во охрабреноста ќе ни даде нас во еуфорија, пошто ние сме го славеле. Не. Славењето ни е нам потребно. За ние да се рекалибрираме во нашиот ум. За ние да почнеме да размислуваме поинаку да го гледаме нашиот Господ. Нам ни помага славењето, затоа што според урнекот што Исус го оставе, кога ти застануваш на сред притисок што ти се случува во животот, ама Господи, ти си мојот тато. Знаете, кога вашите деца поминуваат низ некој момент на училиште, например, математика. Мене најголем проблем ми беше математика. Јас кога одев кај мојот братучет да ми покаже математика, тој не се осврнуваше да ме укори за работи други кои што ја добро не знам да ги правам. Беше фокусиран да ми ги објасни цаките како ја да ја разберам задачата за да можам да ја решам. Бидејќи се знаевме, знаеше со која цел сум отидена. Него не му требаше моje масирање, така да кажам, за тој мене да ми покаже. Тој знаеше зошто сум дојдена кај него дома. Окей, Виолета, сега која тематика ја учите, дропки. Добро, ќе се фокусираме на тоа. И немаше апсолутно никаква пречка во нашата комуникација. Бидејќи во неговото познавање за дропките по математика, тој беше насочен како мене да ми покаже. Ако човек може тоа да го покаже, да покаже такви
питаш, што е со нашиот Господ? И затоа, да уживаме кога разговараме со Господ. Бидејќи Господ тој урнек ни го остави. Да се свети името Твое. Океј, каков е мојот Господ? Свет. Што значи свет? Посветен на неговата цел за твојот живот. Значи да си свет, значи да си посветен на една работа и ништо друго да не допира до тебе и да не те валка, бидејќи си посветен и фокусиран само на тоа. Свет е Господ Бог. Посветен. Нема нешто во него, во неговото битие што ќе го тргне од твојот живот. Посветен ти е тебе. И сега Исус вели, кога ти веќе таткото знае што ти е тебе потребно, ама ти знај кому му припаѓаш. Свет си ти, Господе, посветен си ми мене, твојата цел е да го возобновиш човештвото. Нам си ми посветен. Да дојде царството Твое. Или на крај, во некои делови, тие стихови се отфрлени, во случај во македонскиот, нели тој стих е отфрлен, тој што вели, зашто Твоја е силата, славата и царството во вечни векови. Нели? И сега, јас го испитував грчкиот збор за слава. Докса. Не е дока, бутикот. Жени, не се возбудувајте, туку е докса. И знаете што значи докса? Буквално. Докса е квалитет што некој го поседува, што предизвикува добро мислење на оној што го гледа тој квалитет. И тој квалитет е нераздвоен дел од неговото битие, од неговата суштина. И Бог поседува слава. Квалитет кој што е нераздвоен од неговото битие, од неговиот карактер, но во исто време кога е согледан од луѓето, предизвикува вредност му се дава. И сега ние се молиме, Господе, прослави се. Со други зборови, Господи, во Тебе има нераздвоен дел од Твоето битие, кој што е насочен за наше добро, за луѓето да видат и да си го сменат мислењето за тоа каков си ти. Малце поинако сега размислувате кога ќе кажете прославен биде Господа. Господи, нека луѓето си го видат тоа дека ти да има добро мислење за тебе, бидејќи ти поседуваш квалитет кој што е нераздвоив од твоето битие. И сега изјавата во Исаја 11 од 9 и 10. Земјата ќе биде полна со знаењето за Господ, како што водите ги исполнуваат морињата. И во оној ден, од коренот на Јесеј, таткото на Давид, дедото на Исус Христос, ќе изникне некој кој што ќе стои како сигнал за сите народи. И од него сите народи ќе барат, и тој ќе си го најде своето престојувалиште, и тоа престојувалиште ќе му биде славно. Значи, не само што луѓето ќе слушнат за Исус, туку Исус одлучи да престојува во црквата да го објави својот карактер за луѓето кога ќе го видат тоа, да си го сменат мислењето за Исус и да кажат, ја ова го сакам. Истиот стих од друг пророк, Авакум 2.14. Земјата ќе биде исполнета со знаењето за славата на Господ, како што водите ги исполнуваат морињата. Затоа Исус рече, кога се молете се вака, со овој фокус, бидејќи оваа слава ќе биде објавена во црквата за луѓето да си го сменат мислењето за Господ
и да застанат и да кажат се што мислев за Господ, го оставам назад, овој Господ сакам да го имам. Тоа значи кога ние ќе кажеме прослави се ти, Исусе, во црквата. Халелуја. Во Евреи 1, од 2 до 4 вели, во оние денови Бог Таткото нам ни зборуваше преку пророците. Значи Бог прогресивно, постојано објавуваше вистини за Неговото царство. Една врз друга, надградуваше постојано. Но вели, во последните денови, тој нас ни зборуваше преку Неговиот Син, кога го назначи да биде наследник на сите нешта. И преку него тој го создаде светот. Бог Таткото го создаде светот преку Христос. И се вели, Христос е одблесок на славата на Бог Таткото. Прекрасен одблесок. И тука вели, потполно е ист по природа како Бог Таткото. Потполно, целосно е ист како Бог Таткото. И зборот грчки што е употребен, знаете кој е? Карактер. Печат. Нели, на телефоните имаш право во пораката 165 карактери да употребиш. Импринти, отпечатоци, и тој збор е употребен, карактер, за одблесок и дека е ист по природа како Бог Таткото. И вели, и Христос целиот универзум го држи во постоење преку силата на Неговиот жив збор. Употребено е рема. Значи, не само она што го читате од Библија, туку она што Исус постојано преку Светиот Дух секој ден ви го зборува. И сега овде пишува дека Вселената се одржува преку моќта на Неговиот жив збор. Христос тебе те одржува преку моќта на Неговиот жив збор во твојот живот. Те одржува во квалитетен живот. Неверојатно е. Неверојатен е. Колку е прекрасен Господ. Навистина не е доволно да се пее ти си прекрасен, ти си прекрасен, ти си прекрасен. Јас доаѓајќи навака, односно од утринава, си размислам, што ќе кажам, Господе, за тебе, да те вметнам или да вметнам нешто што е за тебе во 20, 30, максимум 40 минути. Што? Како? Како ќе успеам? Кога е неистражлив, неопислив. Ама толку е добар, што дури и нашите зборови кои што не парираат на Неговата целосна убавина, Бог ги прифаќа. И се радува на нашиот израз. Таков е Господ. И си велам како да кажам во 40 минути за твојата природа и како таа природа сега се манифестира во нашите животи. Интензивно неколку дена си заспивам со песната што Николче пред известно време ја преведе, а пред некој ден цел ден ја слушав е тоа Бог те благослови. И на крај тоа е со тебе, тоа е со тебе, тоа е со тебе. И јас постојано, секоја вечер, 10 дена поред си заспивам со тој рефрен. И најинтересно што се будам со тој рефрен. Тоа е со тебе, тоа е со тебе. Слушав верзии од различни земји во светот, шпанците најверојатно не можеле граматички да вметнат тоа е со тебе и пеат тој те љуби, тој те љуби. Постојана инспирација, која што нам ни служи како потпора и заштита. Вау. Замислете ја сликата во Исаја
54:10 што е опишано. Небото и земјата, планините нека се разрушат. Све ршум нека биде. Ама мојата љубов и заветот што ја го склучив на вечен мир со тебе нема да замине од тебе. Истата таа изјава на Господ е во Псалм 46:1 и 2. Планините нека се откорнат и нека се истаркалат до дното на морето. Ние нема да се плашиме, бидејќи Господ е проверен помошник во небото. Сега замислете таа сцена страхотна. Размислете. Распукалаша планина. Замислете што планина и Јакупица и водно и жеден да се откорнат и да се буфнат некаде, дали во Таурска или Дервенска клисура. Многу сакам географија. Од секој сум ја сакала, така да заради тоа е овој речник. Меѓутоа, замислете таа слика за момент. Буквално, тие планини што ги гледате околу вас да се откорнат и да се буфнат некаде, не знам. И во Холандија им треба, пошто таму е све полачинка. И замислете таа страхотна слика. Навистина е страхотна, мислам, да не ојме до шарпланина, водно ни е тука. Замислете да се откорни и да се фрли некаде отаде порече таму во треска во матка. И ти да стоиш онака. Исус е мојот проверен помошник во небото. Замислете таа слика. И јас знам дека ова сме го слушнале многу пати. Безброј пати. Ја барем за овие 21 година во Господ, безброј пати сум го слушнала ова. Ама знаете што? Никогаш нема да биде доволно. Бидејќи јас во моментот кога пробав лазања, се влюбив во лазања. И кога пред 2 месеци Милена на Тони ме викна на лазања, ја не реков, кога бев во Англија јадев лазања, па са не. Кога си гладен, не размислуваш дека си јадел такво нешто пред 2 месеци. Кога си гладен, ја задоволуваш гладта. Ако Библијата е духовен, духовна храна, тогаш не би требало да ни е, па ја ова го знам. Супер што го знаеш. Истражувај го. Внурни се под лавок. Отиди под лавок. Бидејќи секојаш ќе има некој аспект кој што претходно не ти бил јасен. Библијата е напишана еднаш за секогаш. Нема одново некој да ја пишува. Еднаш за секогаш е напишана. И како таква, бидејќи е жив Божи збор, е опремена со сета сила на Господ да ти служи тебе и да служи на Божјата цел во твојот живот. И затоа ти гарантирам дека пак ќе го слушнеш ова. И пак ќе ти биде мило, како што мене ми е мило секогаш кога јадам лазања. Како што ми е мило секогаш кога Мита ќе ми направи комад со прас. Па дури да сум најадена, пак некаде ќе најдам место во седмиот желудник и ќе го втерам некаде или ќе речам толкувај ми го за дома. И гравчето на Коки. А ако планирате кај Коки дојдете на гости, резервирајте грав со суви ребра. Нема да зажалите. Ја не само што не зажалив, туку како со Библијава, пак сакам да јадам, така да кој ќе направиш пак викај. Ќе слушате постојано, бидејќи Бог ве одржува со својот жив збор. Нема Христос да напише нова Библија. Туку она што ни е дадено, нам сега ни е дадено да го џвакаме, да му најдеме нов агол, да му најдеме нова длабочина. И знаете што е најинтересно? Од различни луѓе ќе дојде една иста работа од различен агол. Затоа во Ефесјани 3 глава е напишано
дека сега Божјата љубов, која што е во Христос, вие заедно со сите свети, ќе откривате широчината, височината, длабочината на Божјата љубов. Значи, ти, ако во даден момент од твојот живот откриваш длабочина, Господ ќе ти донесе луѓе кои што ќе ти ја донесат широчината, трети ќе ти ја донесат височината. Амен. И затоа е многу битката за нашиот ум е за Библијата, за Божиот збор. Ние се ќе направиме, односно, непријателот се ќе направи само да не тргне, да ни го тргне вниманието од Божиот збор. Ќе те допре нешто, дали преку филм, дали преку песна, дали преку пазарење во Тинекс или не знам каде, нешто ќе те допре, нешто ќе ти зборува, неограничен е Господ. И не го ограничувајте. Ако Господ ти зборуваше на Балам преку магарица, сигурно сум дека Господ ќе најде начин, на било кој начин да ви зборува и денес. И ќе добиете нешто и ќе ви заигра срцето. И знаете што ќе се случи? Битката во вашиот ум за вниманието ваше. И ќе дојдат ред други работи во тој ден. И наместо да си легнам, да спијам, тоа е со тебе, тоа е со тебе, ја ги си легнам, кај си, Господе? Исус е добар. Многу ми се свијаше Андре што ја пееше на почетокот како основа. И ке пеам, ти си добар Бог. И ке пеам, ти си добар Бог. Бидејќи знаете во Дела апостолски 10:38 како е опишан Исус? Оној кој што беше исполнен со Светиот Дух и со сила, кој што одеше наоколу и правеше добрини на сите луѓе. Ослободувајќи ги сите оние кои што беа притиснати од злиот. Така е опишан нашиот Господ. Може не сте навикнати, вики да е око емотивна. Али тоа најверојатно молитвата на Мита е услишана и викам, дај Мита, моли се, не можам да плачам. И видите, така е опишан нашиот Господ. Одеше наоколу и правеше добрини на сите луѓе. И сега, истиот тој живее во мене и во тебе. Што мислите, ќе го смени мислењето за тебе? Вкусете и видете дека Бог е добар. Псалм 34:8. Јас са бајлето вкусив многу добра торта. Фала ти, Тони. И си седам дома и велам, ова торта би ја јадела и утре. Ако е понеделник, за сите што ме знаат дека ја јадам благо само еднаш во неделата, тоа е во сабота. Ама прекаши денес јадам. И си велам и утре би ја јадела. Вкусете и видете дека Бог е добар. Сите ние вкусивме дека Бог е добар во нашите животи. Сите ние имаме сведоштво. Сега да ве прашам, да ве опитам по струшки. Можете ли да го опишете до детај тоа чувство, кога вкусивте дека Бог е добар? Можете ли да го нацртате? Можете ли совршено да го изразите преку мелодија? Ама може ли некој да ви го одземе искуството? Exactly, my friend. Не може. И вчера Маја на женскиот час кога цитираше многу добар стих кој што дојде во многу сила, а тоа беше: а тие го победија непријателот преку крвта на јагнето и словото на своето сведоштво. Може ли некој
да ти го одземе вкусот кога вкуси дека Бог е добар. Никој не може. Тоа е твојата победа. Со тоа победуваш. Реки, никој не може да ти го одземе тоа. Никој. Затоа што твојата душа, твојот дух внатрешен и сведочи на твојата душа, верувај му на твојот Бог Спасител. Верувај му на твојот Бог Спасител. Да продолжиме да градиме на тоа, бидејќи вкусивме и видовме дека Бог е добар. Едно нешто ќе ви кажам. Никогаш немојте да градите доктрина врз основа на псалмите и врз основа на вашето искуство на неодговорени молитви. Псалмите се супер, бидејќи даваат достоинство на човечкото страдање и на човечката болка. Видете каков е Бог добар. Ништо не оди во ѓубре. Но не градете доктрина и теологија за тоа каков е Бог врз основа на псалми и врз основа на моментално неманифестираните одговори на вашата молитва. Се попрев. Претходно кажав неодговорени, не се уште манифестирани одговори. Бидејќи вкусувањето дека Бог е добар е тоа што ќе ве освежува постојано. И никој не може тоа да ви го одземе. Можете доброволно да го предадете на непријателот да го изгази, ама не може да ви го одземе насила. И сега како ова, сето ова што го слушнавме за Господ, како е манифестирано во нашите животи, како ние сега да го имплементираме сето тоа. Значи, малце чепнавме на површина, гребнавме, начнавме за тоа каков е Господ и неговата природа, зошто е тој славен. И сега како тоа да се имплементира во нашите животи, да се манифестира? Благодат. Затоа во Библија пишува: растете во познавањето на благодата на Исус Христос. Библијата нека ти биде централна книга. Читај други книги, не е проблем. Ама Библијата нека ти биде централна околу која што ти ротираш, околу од која што ти црпиш. Бидејќи, како што кажав претходно, секогаш има нешто што ќе го забележуваш, кој што претходно не си го забележал. Сите го имате тој момент. Зашо овој стих до сега не го имам прочитано? На 20 години читам Библија. Тоа е живата храна на Бог. Не викаш, например, некој те викнал на ручек, ама вчера имав јас ручев. Никој од нас не размислува, па вчера јадев. Божиот збор е наша храна. Ако Исус кажа, слушај, пишано е дека човек нема да живее од леп, туку од секој збор што излегува од Божијата уста. И има, значи, толку многу моменти ги читаш и си викаш, чекај да се вратам. Мојата Библија е подцртана, на некој пасуси има прашалници од сите страни заокружени, не го разбирам пасусот. И онака, окей, ќе се вратам, може после известно време ќе ми кликне нешто, ќе ми стане, ама ставам прашалници, дури си поставам прашања, што ти значи ова свети душе, и онака, прашалници се извични, пропратени. Бидејќи не разбирам. Минатата година нели почнав цела Библија за цела година, и годинава повторно го почнав истото. Јас годинава открив дека во суштина, со Мите го споделив, дека од устата на Адам излегло пророштвото за благословен брак. Ја цело време мислев дека Господ е тој што го кажал тоа, нели? И така сега мажот ќе ги
ги остави мајка си, татка си, ќе се прилепи до својата жена и ќе станат едно тело. И јас мислам дека тоа Господ го изјави. А внимавајте, тогаш немало ни баба, ни дедо, ни свекор, ни свекарва. Само Господ, Адам и Ева, никој друг. И сега изјавата, читам, викам, абе Адам го пророкувал врз луѓето. Од устата на Адам излегува пророштвото. Мажот ќе ги остави татка си, мајка си, ќе се прилепи до својата жена и обајцата ќе станат едно тело. Кога ја видел Ева создадена. А јас мислев цело време дека Господ тоа го кажа, како упатство за Адам. А тоа ствари, Адам ви пророкувал на сите вас кои што сте во брак. Адам го пророкувал пророштвото за сликата на Исус и црквата. Тоа е бракот. Вау! Многу добро. И така, постојано ќе откривате длабочини во Божиот збор. И знаете што? Воопшто нема да го читате како што сте очитале порано. Ќе очитате во благодат. Ќе се восхитувате на Божиот карактер. Дури во Стариот Завет, иако многу луѓе велат дека Стариот Завет е Боже мој. Немој да читаш. Напротив. Ќе се восхитите. Бидејќи сега со обновен ум преку благодата, ќе ги читате поинаку работите. Јас одамна одлучив да Божиот збор биде центарот околу кој што ја постојано ќе се вртам. И секогаш ќе се навраќам секојдневно во текот на еден ден. Бидејќи притисокот и се што ни се случува може и е целта да не стави во ситуација да заборавиме на Божиот збор. Но јас одамна си одлучив дека ќе заспивам со Божиот збор. Да растеме во благодата на Христос. Односно, Божијата незаслужена добрина постојано секој ден во нашите животи. Да растеме во сознавањето дека секој ден Бог е апсолутно постојано добар спрема мене и тебе во секоја дадена ситуација. Вау! И сега вели, јас сум слушнала многу пати од најразлични луѓе, вие само за благодат зборувате. А зашто друго да зборуваме? Кога во Библија пишува, растете во благодата на Исус Христос. Сега зашто друго да зборуваме? За тоа колку сме никаде? За никаде? За тоа колку сме не знам какви? Или за тоа колку уште не сме таму кај што треба да бидеме? Во ред. Има и за тоа момент. Да, не сме уште таму кај што треба да бидеме, ама фала му на Господ, па не сме таму кај што бевме. Јас кога бев помала, за жал не внимавав на моите заби и сега, за жал неповратно изгубив неколку, ама фала му на Господ сега покрај стручен соработник и моја сестра си ги чувам и те како. И не кукам сега за тоа, затоа што порано не внимавам, него сега си велам, добро е. Фала ти, Исусе. Дури Павле Евангелието го нарекува Евангелие на благодат. Така го изјавил. Мене Господ ме постави за служител на Евангелието на благодата. Ој сега нека се расправат со брат Павле сите кои што велат, ама не во за 411, само за благодат. А зашо друго? Павле животот го даде, изгина пријателот за благодат. Моето Евангелие на благодата, ако не ми верувате, Дела апостолски 20:24, таму е неговата изјава. Служител на Евангелието на благодата. Зашто вие во ХЦ 490 стално за благодат зборувате? Благодата ќе ги натера луѓето да грешат и да не им е гајле. Како да не?
Се вратил Павле да убиват христијани пак. Па тој кажа дека е по благодат спасен, а претходно убиваше. Се врати назад да убива, иако беше спасен по благодат? Не. Еве ќе ви кажам најпрост пример, дека не е така како што луѓето велат. Исус го цитираше законот, нели, во Матеј 5 глава им кажуваше на луѓето, нели, знаете дека е запишано во законот, не врши прелюба, и тоа е едно од 10 заповеди, така? Не врши прелюба. И се Исус во Матеј 5, 27 и 28 им вели, ама ја ви велам, ти ако во срцето погледнеш во на некоја жена со похвата, ти веќе си извршил прелюба. Еве благодата, еве го стандардот на благодата. Законот вели, не легнувај со друга жена во кревет или друг маж. Благодата вели, не гледај со таква желба. Каде благодата ти дава можност да грешиш или изговор да грешиш? Еве благодатно дело. Зошто? Затоа што Исус знае, ако ја прифатиш неговата благодат, ти ќе имаш сила преку Светиот Дух да живееш, како што кажам, во светост и чистота. Ете го стандардот на благодата. Гледате колку е повисок. И како сега ние кој ќе го вкусиме тоа, кој ќе видиме колку сме праведни и со каква сила Господ ни го дал да го живееме овој живот славно, свето, преубаво, ќе грешиме. Без Божјата благодат не можеме да го живееме тој стандард. Ама со Божјата благодат можеме. Затоа Исус го крена така стандардот, бидејќи кажа, ја ќе ви дадам моја благодат. И земјата ќе биде исполнета со знаењето за славата на Господ. Како таа благодат те води во животот, како ти дава жив збор што е способен за твоето секојдневие да ти го освежи и да те воведе во победа. Заради присуството на Светиот Дух во тебе. И еве ви пример во Лука 2, 25-32 вели, и во тоа време си беше еден Симеон кој што беше богобојазлив човек и ја чекаше Израелевата утеха. И воден од Светиот Дух, кога Исус го принеса на 8 дена во храмот, воден од Светиот Дух, отиде во храмот да го види Исус. Човек слеп, кој што со години го чекал Месијата, му било објаснето од Светиот Дух, ти нема да умреш пред да го видиш спасението на светот. Ја, кога го читам тој пасус, не можам да не плачам каква чест Светиот Дух му дал на Симеон. Не можам да не заплачам, неверојатно е. И онака, ја чекаше Израелевата утеха и Светиот Дух вика, аха, ти си тој кој што постојано ме следи мене како ќе се движам. И бараш од мене да видиш што имам ја да ти покажам. Оди во храмот. И вели, воден од Светиот Дух, отиде во храмот и таму Исус. 8 дена бебенце. И Симон го зема во раце бебенцето. И вели, фала ти, Господи, сега го отпушташ својот слуга во мир според Твојот збор, зашто моите очи го видоа Твоето спасение, кое го подготви пред лицето на сите луѓе, светлина за откровение на народите, се би овде народите Gentiles, тоа сме ние, кои што сме не евреи, и слава на Твојот народ Израел. Вау! Замислете го сега овој момент. Симеон, стар, изнемоштен, но постојано во очекување. Ама Господ мене ми вети дека ја ќе го видам спасението на мојот народ. И оди во храмот и гледа бебенце. А притоа, обкружен
со луѓе кои што постојано, чекај, слушнавме, скоро Месијата ќе се роди, чекај да крениме револуција, чекај сега језуитите, езилотите, чекај сега да видиме ово, она, шо, како, шушуру, бушуру, да ја пуфниме власта. Збунет од сите страни муавети. И сега очекви да види, чекај сега, може собрани луѓе, ковар, настани, како, со римљаните да се справиме, не знам шо. И Светиот Дух му вика, еве го спасението. Бебенце, од 8 дена. Замислете го откровението што Светиот Дух му го дал на Симеон. Да дојде до точка да каже, сега, ти го отпушташ својот слуга во мир, бидејќи ја го видов, тоа што требаше да го видам. Мене и тебе Светиот Дух ни зборува секој ден. И ни зборува за работи кои што се косат на она што ја и ти го слушаме и на тоа што ни се сервира дека е вистина. И еве го делото на Светиот Дух. Те подхранува секој ден да се одржиш во невидливото. И невидливото да ти стане како што на Симеон му стана видливо. Бидејќи само тој принцип, кога ние се фокусираме на невидливото, тој принцип нас не одржува во победоносен живот. Бидејќи замислете што Симеон во духот виде кога го виде Исус 8 дена. Замислете што се случувало во умот на Симон. Тоа е Светиот Дух во мене и во тебе. Такви работи ни открива. Затоа црквата е центарот на земјата, на планетата Земја. Не е НАТО, не е Обединети нации, не е ОПЕК. Црквата е центарот на планетата Земја. Бидејќи во црквата е излеана славата, како што е кажано, Исус, коренот на Јесеј, одлучува да престојува и да најде мир помеѓу во црквата. Исус вели, и лисиците има дувла каде да се скријат, и птиците гнезда, синот човеков нема место каде да ја наслони главата. Исусе, види колку сме. Наслонија главата на нас. Изборувај ни за оно што ти го имаш да ми кажеш там. Нас Господ не оспособи да гледаме преку неговите духовни очи, како што Симеон виде. Во бебе од 8 дена старо, Симеон виде, јас и ти спасени. Затоа што бевме наведени во неговата изјава. Сега јас ќе си заминам во мир, бидејќи ти ми го даде оно што јас сакам да го видам. И затоа ве охрабрувам да се охрабрите, бидејќи го имате Светиот Дух кој што е способен да ви донесе жив збор на сред ситуација со која што се соочувате. И верувајте, во моментов, ова најмногу на себе си го зборувам. Бидејќи верата доаѓа од слушање на Божиот збор. Дома не може вака на глас да проповедам сама. Меѓутоа сега можам, бидејќи ви имам вас како публика, најмногу на себе си проповедам во моментов. И верата доаѓа од слушање и слушање на Божиот збор. Бидејќи Бог е способен постојано во твоето секојдневие да те води преку неговиот жив, специфичен збор. И да ти даде специфични упатства кои што ќе те водат. Ќе ви кажам еден пример и го земав тоа за доказ. 2009 добив покана да одам на библиска школа. И има сторија за тоа. 2000 година кога станав христијанка, ја пекав пред Господ. Сакам библиска школа, сакам библиска школа, сакам библиска школа. И 2001 или 2002 се отвори во Скопје, нели на улица
улицата Адолф Циборовски, таму до универзална, кај што беа службите во куќата, и горе, Рики, знаеш, кај што имавте библиска школа, кај што 6-7 месеци колку траеше, Томи Науман го водеше, Сашо Булетични, Брајан Томас и други. Меѓутоа, бидејќи ја живеев во Струга и работев во секонд хендот во Струга, ја не можев. Преплакав. Леле, Господе, ја пропуштив оваа шанса, бидејќи повторно не се отвори таа библиска школа. И како Господ мене ме изненади. 2009 Виолета оди на библиска школа во Англија. Ја бамкав за Скопје. Ама Господ ми даде двојно за моето бамкање и ме пушти во Англија. Не една година, 2. Јавав единствениот библиски студент кој што беше 2 години. Никој ниту пред мене, ни после мене од библиските студенти не беше 2 години. Само ја. Ја бамкав за Скопје. За 6 месеци. Господ ме пушти Англија 2 години. И многу е интересно што се случи. Јас, значи, во срцево знам дека треба да одам на ова библиско школа и барам водство од Господ и Господ ми потврди, дури преку луѓе кои што појма нема дека јас размислувам за такво нешто и само ми дојде тоаш на мобилен. Не можев да верувам. Стварно не можев, се чудев. И онака, и одам јас да се пријавам во амбасада, транк, Виолета ја одбиваат за виза. Господи, па нели ти рече, па ова нели е твојата волја? И знаете што најголемото обесхрабрување ми дојде од луѓе од црква. Ако беше Божја волја, ќе одеш. И се знаете, Господ е верен. Господ не пати од комплекс дека мора да се докажува. Меѓутоа во Библија, во псалмите стои: оправдај ме, Господе, пред оние кои што ме напаѓаат. И се јас бунето онака доаѓам дома, плачам, леле, што ќе правам, зашо се ова? Нели првиот напад е: ете, не го слушна Господ. Не го слушна Господ, но право се тие што ти кажале. Ако било Божја волја, ќе се отворела врата. И јас излегов од амбасада и викам: Господи, што е работава, објасни ми, зошто се случува? Знаете дека имате право да го прашате Господ некош за такви работи? И Господ ми рече: Виолета, пречка. Што са пречка? Се враќам ја дома, им кажувам на луѓето од Англија, успат кажано да ви кажам, ниту црквава од Скопје соработува со некој луѓе таму, ниту се знаевме ништо. Ја отидов на ѓутуре. И сите во црква ме прашува: знаеш некого во Англија? Тие некого знаете од Англија во Скопје? Како чеаш? Повера. И што се случи? Јас им објаснувам на луѓето, нели, преку мејл, тоаш во интернет кафе, немаше дома такви луксузи сега да си имаш интернет. И одам таму и ово, им објаснувам и викам: добро, може било за следната година. И во моментот кога го напишав тоа на мејл, нешто ме пресече тука. Не е така. Не го омаловажувај тоа што Господ ти го кажа, со тоа како се чувствуваш. И истата реакција ја добив од жената, сопругата на пасторот таму. Не, за следната година, за сега. И викаме: добро, са шо? И јас збунето одам на работа, плачам и само, нели, ваѓам роба, ставаме на закачалки, се спремаме да отвараме, викам: Господи, јас сум уверена дека те слушнав тебе, дека ќе одам во Англија и дека е за сега. Уверена сум и ми дојде и потврда од различни луѓе кои што врска нема, што размислувам ја. Што е ова? И Господ ми кажа: сега е време за вера. И викам: фала многу. Значи, многу фала. И онака и продолжам онака љута да ставам на закачалки облека. И во истиот момент кога го прашам Господ дали јас го чув добро, мене ми испаѓа
да ја закачам на закачалка оваа мајца, оваа блуза. Пишува вера. Фейт. Ели, затоа што Господ ми рече, сега е време за вера. А знаете позади што пишува? Vera.com Англија. Од 2009 ја чувам како сведоштво. И by the way, уште ми е точен. И ја чувам како сведоштво за верноста на Господ. Во моментот кога му викам, што е ова са Господе? Во право ли се луѓево? Да не ја утнав ја негде работата, бидејќи тоа го прави непријателот. Ќе добиеш жив збор од Господ, дан, ќе сака да ти го одземе. Нашо на семето покрај патот ќе дојдат птици да го ископат. И во моментот кога го прашав ми излегува блузата. А најинтересно е што цела роба ние ја добивавме од Шведска и од Норвешка. Ништо нема од Англија. И мене тука вера на срцето, а позади вера за Англија. Добар е Господ. Добар е Господ. Навистина е добар. И ве охрабрувам онака да ни биде најсвето нешто тоа што излегло од Божјото уста за нашите животи. Ја имам, не знам колку тетрадки, кај што запишувам што луѓе ми зборувале. Значи, овде вака има едно сведоштво во 2010 година, која бев во Англија, отидов на конференција. И на конференцијата имаше еден човек пророк, кој што од нигде никаде, без да ме знае која сум, што сум, пошто јас требаше нели да се враќам во Македонија веќе, и тој мене ми вели: Моја керко, ти ги облече моите чевли за победа и за нов почеток. Немој да мислиш дека се што е ставено во тебе ќе исчезне или ќе пресуши. Бидејќи јас знаете, 2 години во Англија, не плаќаш кирија, не плаќаш сметки, не плаќаш јадење и одеднаш идеш во скроз 180 степени различно од тоа. Без никој никога. Кај да живееш? Бидејќи јас одлучив во Скопје да живеам наместо во Струда. И викам, и се што ќе се случи се до тоа што сум ја, што сум го добивала 2 години во... ќе пресуши од сите тие притисоци. И ми доаѓа овој збор. И после 1 година се шетаме со Ребека во ГТЦ. Јас точно памтам пред која продавница во ГТЦ го добив тоа од Ребека. И Ребека ми вели: се што Господ инвестирал во тебе, немој да мислиш дека ќе пресуши. Ете го Господ на дело. А јас тоаш немав ни работа, ни ништо, точно уште не бев почнала да работам кај жената, нели, со 2 африканчиња, и беше се во воздух висеше, и едноставно живиот збор на Господ. И на почеток прочитавме во Евреи 1 глава. Бог ја одржува вселената преку моќта на својот жив збор. Бог те одржува во квалитетен живот преку моќта на својот збор. Затоа вреднувај го најмногу од се. Не давај го на притисоци, на проблеми и на чувства и емоции. Не давај го. Не давај го. Стави стража на Божиот збор во твоето срце. Бидејќи не само што од Библијата Бог ти зборува, туку Бог преку Светиот Дух кој што е Бог на земјата ти зборува и те одржува во квалитетен живот секој ден. Амен. Громогласно, ракоплескање Исус.